Четврток, 6 април, кратки вести во 12 часот. Електрични столбови со кабли што провиснуваат се честа слика низ Охридските улици, парковите и во стариот дел на градот. Читатели на Охрид прес до нашата редакција испратија фотографии на кои се гледа како кабли висат од столбовите, а на некои, иако заштитниот капак е тука, истиот не е соодветно прицврстен. Како и да е, ваквата состојба е опасна за граѓаните, а особено за најмладите, и мора подитно да се реагира. Граѓаните апелираат до надлежните да се поправат оштетените, а таму каде воопшто нема, повторно да се стават заштитни метални капаци на столбовите. Отворена новата лабораторија наменета за надополнување на активностите во полето на еколошка едукација и на работата на Националниот парк Галичица во редовните мониторинг активности. Со лабораторијата, која е опремена со соодветна опрема, се подобруваат можностите за испитување на растителни и животински видови во заштитеното подрачје и влијанието на климатските промени врз нив, а воедно се зајакнуваат и управувачките капацитети на Националниот парк Галичица, велат од установата. Општина Охрид ќе ги стимулира граѓаните да применуваат посовремени уреди за затоплување на своите домови кои се поекономични, енергетски поефикасни и еколошки поприфатливи за околината. Денеска е објавен јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима уред за 2023 година. Општината ќе надомести дел од трошоците за набавка на уредот во висина од 50%, но не повеќе од 15.000 денари по домаќинство. Повикот е отворен до 15 април, а се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Времето денес променливо облачно со повремени сончеви периоди, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.